За вашето утрешно мени како предјадење ви предлагаме да подготвите свечена гибаница. Морковите ги сечкаме на тенки кругови. Главицата кромит ситна сечкаме. Макдоносот и зелката ситно ги сечкаме. Потоа шампиньоните ги сечкаме на листови. Во тенџере на оган го ставаме маргаринот да се растопи. Во друго тенџере на оган со зовриена вода ги додаваме коцките за супа. Во тенџерето со водата ги додаваме листовите спанаќ. Од растопениот маргарин ставаме во тава за пржење на оган. Во неа го пржиме и сечканиот кромит. Обарените листови спанаќ ги вадиме од тенџерето. Во тенџерето ги ставаме круговите морков. Доматот го сечкаме на коцки. Откако кромидот ќе омекне, во тавата ја додаваме и сечканата зелка. Со лажица решетка ги вадиме обарените моркови од тенџерето. Во тенџерето ги ставаме парчињата шампиньони. Содржината во тавата ја посолуваме. Ја наросуваме со мелен црн пипер. И обарените шампиньони ги вадиме од тенџерето. Листовите спанаќ ситно ги сечкаме. Потоа ги пржиме во друга тава на оган со загреан маргарин. Тавата со спанаќот ја тргаме од оган. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Потоа рендаме и морско оревче. Кршиме едно јајце и го додаваме во тавата со спанаќот. Мешаме со лажица додека спанаќот и јајцето не се соединат. На покрупната страна од рендето го рендаме сирењето. Во садот со сирењето кршиме 3 јајца. Мешаме со жица за матење додека јајцата и сирењето се соединат. Во тркалезна тава за печење нанесуваме од растопениот маргарин. Со четка ја намрсуваме тавата. Во тавата ставаме една кора. Ја свиткуваме во форма на тавата. Потоа ја намрсуваме со маргарин. Врз неа ставаме уште една кора. Ја намрсуваме. Кората ја премачкуваме со кисела павлака. Во тавата го нанесуваме спанаќот со јајце. Потоа во тавата редиме 3 кори, секоја ја намрсуваме со маргарин. Врз корите ги нанесуваме круговите морков. Врз морковите нанесуваме од исечканиот макдонос. Во тавата повторно ставаме кора, ја намрсуваме. Врз неа нанесуваме од зелката со кромит. Врз зелката ги нанесуваме парчињата домат. Повторно ставаме кора, намрсуваме. Врз кората нанесуваме од шампиньоните. Врз шампиньоните ставаме кора и ја намрсуваме. Врз кората ставаме од филот со сирење и јајца. Потоа го нанесуваме преостанатиот сечкан макдонос. Ставаме уште една кора. Ја намрсуваме со маргарин. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 45 минути на температура од 190 степени. Ја сечеме гибаницата на четвртинки. Едно парче ставаме на чинија за сервирање. Украсуваме со гранчиња макдонос, листови црвен босилек и кругови црвена пиперка. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 80 минути. Добар апетит!